Полицијата и војската беа 2 дена исто така парализирани. Буквално ние по пат се облекувавме и се спремаме да бидеме, значи, директно да влеземе. Дефендерот буквално ми пропадна до тука, цел. Се погледнаме со колегите, не можевме веќе да чекаме. Влегавме во просторот кај што беше водата надојдена. Значи, тука кога се работи за вода, секунди се во прашање човекот да го изгуби живот. Водата беше на моменти преку нас, па мораше дури да пливаме. Ние за не повеќе од 20 минути од настанот имавме веќе повеќе од 20 теренски оклопни возила исфрлени на подрачјето и тоа беше многу битно, значи за првите минути се реагира. И успеавме 15 лица да ставиме во едно возило и да ги однесеме на безбедно. Каде, во кој правец би можело да отиде детето? Сме го барале саат време можда тука. Детето тука го видов кога плаче и иде према татково и вика по него тато, тато, двајцата се прегарнува. Ние одевме покрај возилото, освен возачот, само со лицата внатре, да во случај ако и се случи нешто при извлекувањето, веднаш да можеме да интервенираме, значи да ги извлечеме па и на раце да ги носиме. Пешки сме оделе од џамијата до Стајковци за да известиме што се дешава на лице место таму.